На светскиот ден на водите, на реките, се наоѓам покрај реката Вардар, додуша нешто со низок водостај и со доста смет околу нејзе, но токму на оваа тема колку ги чуваме реките, ќе разговарам со Стеве Дечев од фондацијата Импакт, екоактивист. Добар ден, Стеве, и добре дојде на нашата програма, пладневна програма на МТВ. Добар ден и поздрав до гледачите. Секогаш ми е драго со Македонската радио и телевизија кога се дружиме со вас, затоа што отварате секогаш значајни теми, нели, за кои што може да даеме и свое мислење и плюс информации. Така, денес зборуваме за квалитетот, живењето покрај водите. Каква е состојбата со водите во Велешко? Имаме една река која тече низ градот и две што се ниско и се излетнички места Тополка и Бабуна. Па, знаете како, држава која што има добри или богато и речни ресурси, водени ресурси и езерски на некој начин и природни извори на вода, може да дојдеме до држава да бидеме која што би имала техничка вода само за пиење, не би станувало збор, затоа што она што ни е дадено, она со кое што сме благословени да го имаме како водни ресурси, дефинитивно е далеко од одговорна и одржлива грижа. Може да видиме според извештаите кои што се изработуваат, напати некои извештаи се сака да се маскираат со погрешни податоци или неточни податоци и да се сокријат податоците од луѓето дека имаме навистина алармантно присуство на загадување и непотребни состојки во водите што се вели, посебно во реките. Треба да ги прашаме едноставно што се вели, еве, Велешката регата, рибарите ќе ги споменам, да потврдат дека во течението и на Вардар и на низа други реки веќе не станува збор за нешто што е квалитетна вода, туку вода која што е надвор од можност за да биде употреблива. Еве извештајот последен што беше, знам, за реката Тополка, потврдува дека Тополка пред вливот во Вардар, па и Бабуна се надвор од повик да се употребуваат, нели? Дека се загрозени, дека се загадена река, дека се река која што е во трета или четврта категорија. Вардар веќе многу пати бил и во пета категорија. Да не го споменуваме, еве, денес е ден на реките што се вели езерото Младост, кое што се потврди дека она што велат од езеро Смарт стана езеро Смрт, и прашање што ќе се преземе или што преземаат институциите, затоа што нашата држава предвидува заштита уставна на животната средина и живиот свет што се вели, меѓу кои и водата, и плюс се заштита на водата со прекрасен закон имаме, кои што го штитат 3 министерства. Но прашањето е колку се тоа е соодветно и некаде на вистина изостанува или не постои никаква одговорност, би рекол. Ние кроиме планови за да планираме да ги заштитиме реките. Сликата што е околу нас доволно илустрира, освен што надлежните институции затајуваат во примената на нивните законски мерки, но и свеста на луѓето е исто така на ниско ниво. Сигурно дека не е местото тука покрај овие кеј или на овие места да се фрла отпадот, или пак овие отворени јами, отворени канали од канализацијата се вледалат директно во Вардар. Видите, извештаите потврдуваат дека најголемото загадување на реките е точно од граѓаните, потоа индустријата што се вели, но моментот што граѓаните загадуваат, она се претежно фекали што се вели, или некој градежен шут или отпад. Но индустријата кога извршува загадување, тоа се тешки и енормни моменти, и велам дека нашите реки со моментот на загадување поише ќе наликуваат на виножито, затоа што бојата не е далеко од соодветна. Нашите реки едноставно стануваат многу пати црвени, жолти, сини, и прашањето е кога ќе излезе инспекторат, најчесто и го нема, еве, во Велес ние немаме инспекторат долги години, првенствено го нема, тоа е еден проблем. Второ, кога ќе излезе тој инспекторат, ќе изврши увид, можеби некаде ќе процедуира казна, но подоцна во одредени судски кругови или сето тоа, тој изостанува. Казната изостанува и загадувачот на одредена река или вода, едноставно, или езеро, може да му се исплати да ја плати казната и да го повтори повторно загадувањето, едноставно решение да не постои. Мислам дека треба да се променат законските регулативи, еве го споменав тој закон за води што е, предвидува и одземање на дозволи, и одземање на концесии, што се вели, и дури енормни казни, но прашањето колку тоа се имплементира,
а свеста кај граѓаните едноставно да, треба да се зајакнува и да бидеме уверени дека ист воздух дишеме. Значи и оние што се сопственици на одредени бизнеси, и оние кои што ги користат сите тие води и сите дома повторно, ако ја загадиме реката, ние повторно ќе пиеме самите, што се вели, таа вода од реките, и тоа е еден магичен круг во кој што треба да поверуваме дека немаме резерва. Немаме ние премногу извори, мала држава сме, ограничени се ресурсите, но ги имаме, но треба едноставно да прифатиме дека треба правилно да ги управуваме или чуваме. Стене, кога пред малку зборуваше за квалитетот на водите, дали може би имаш одговор на дилема која што ми се јавува? Вардар пета категорија знае да биде и вон категорија во Велес, а тука од другата страна има често рибари кои што фаќаат риба. Како риба успева да преживува? Јавноста си го поставува тоа прашање. Добро, се вршат многу пати порибувања, едноставно, но прашањето е како да ставате риба во загадена вода, ништо не правиме. За разлика од Грција, каде што Вардар е повторно во добра употреба како вода. И кај нас се испоставува дека овој тек на реката Вардар е вон категорија, така, значи се извршува порибување, верувам дека тој жив свет многу брзо потоа умира. И штета е што некој се осудува да јаде риба од Вардар, може би некога се екзистенционални прашања, но пак ќе речам, ние плаќаме се поскапа вода за пиење, а се помал квалитетна вода имаме за користење. Стефче го спомна Гушев, не можам да заборавам неговата изјава кога се врати од регатата прв пат лани до Пловија. Да, до Солуни, кога кажа Вардар до Гевгелија е една река, Вардар во Грција е друга река. Зошто сме толку различни? Верувам дека сето тоа има влијание, знаете, тие европски фондови обезбедуваат и поголема кампањска грижа, развој на свеста на луѓето, но едноставно верувам дека и кај самите нас мислиме дека треба амбасадорите да дојдат од странство да ни ги чистат и реките, наместо ние да се погрижиме за сето тоа, како да сме гости, што се вели, во сопствената држава и како да очекуваме дека некој друг треба да се грижи за нашите реки, што е многу погрешен начин на размислување. Мислам дека она што го споменавте изостанува таа свест за екологија повеќе, свест за грижа сопствена, реките, водата, воздухот, нешто кое што сите го користиме и на вистина ни е дадено богатство и тука зависи моментот на наше користење, управување и грижа за сето тоа. Благодарам, Стефче. Тоа беше Стефче Дечев, екологист од фондацијата Импакт. Разговаравме за заштитата на водните ресурси на денот, меѓународниот ден на реките.